Мајката е онаа личност која може да го замени местото на секој, а нејзиното никој. Тешко е да ги пронајдам зборовите за да ти објаснам колку многу ти должам за се што имаш направено за мене. Ти си најпрекрасната, најнесебичната и најсовршената личност на овој свет. И навистина посакувам да можеш да се видиш себе си преку моите очи. Со мајката колку и да се замеруваме, караме или лутиме, секогаш за кратко нервозата и лутината поминуваат, а молчењето се претвора во прегратка и солзи радосници. Затоа што сваќаме колку сме среќни што имаме покрај себе. Па затоа овој говор ти го посветувам на тебе, мамо. Најпрво сакам да те заблагодарам што си ти моја мајка. Кога ќе помислам на тебе, сите спомени и случаи од минатото, дали биле убави или не, остануваат во мојата глава, а твојата љубов во моето срце. Секогаш си тука за мене. Секогаш внимателно ме сослушуваш. Секогаш ми покажуваш многу љубов и разбирање за сите мои сторени грешки. Секој ден наоѓаш време за мене, за Ангела, Лука и Искра. Твојата љубов секогаш ми дава утех. Знам дека ја секогаш ќе останам во твоето срце и без разлика што сум најголемото твое дете, ќе бидам најмало. Се сеќавам на сите убави и неубави спомени. Ноќите кога не спиеше поради мене, се грижеше за мене. Ја чувствуваш истата болка што ја чувствувам и јас. Толку си позитивна. Ти си мој херој. Ме учеше и ме научи како да одам понатаму во животот, да се борам за себе. Цел живот си покрај мене. Секогаш ме советуваш. Ти си мојата инспирација. Би сакала да бидам мајка како тебе и силна личност како ти. Вистински човек. Ти благодарам за сето љубов што ја имаш за мене. Ти си за мене дар од Бога, лек за мене. Те сакам, мамо. Не ја запоставувајте врската со вашата мајка. Комуницирајте често и грижете се за неја.